Аслан, може ли да разговараме сега? Разговарав со Аслан. Некое време ќе престојувате на фармата. Собери ги твоите работи, па Тургот после ќе те однесе таму, добро? Добре дојде во нашето семејство, Снао. После појадокот исчистете ја собата на Аслан. Тие ќе останат тука некое време. Во ред, сакам се да биде подготвено се. Што се случува, мамо? Аслан и неговата сопруга решија да останат? Мислев, ќе останат во куќата на Аслан, па затоа прашувам. Ако си свесен, во нашата куќа имаше пукање. Јас можев, например, да загинам. Неговата баба можеше да загине. Неговите сестри и внуци можеа да загинат. Кога постои таква безбедносна закана, Аслан ќе го остави ли семејството и ќе се замине од фармата? Се разбира. Секако, да, мамо, да. Нема да се замине, во секој случај Аслан нема да ја остави оваа работа. Кога Еко ќе се разбуди, ќе каже и што видел и што слушнал. Ќе откриеме кој го направил ова. Не грижи се ти, мамо, воопшто. Јави се кај луѓето во болница и известуваме за состојбата на Еко цело време, во ред. Кога ќе давам изјава да знам како да постапам. Во ред, мамо. Не можев да се јавам, извини. Како е, има ли напредок? Бога ми, мајка Хулија дојде на фармата рано наутро и Асланови доаѓаат денес. Јас го направив тоа што требаше, а ти направи го тоа што треба. Кога е исплатата? Ама овие доцнења не ли се малку непријатни? Добро, Добро, во ред. Добри сме. Добри сме и децата се добри. Помина се на крајот. Добро, ајде се гледаме сега. Ајде, чао. Кој беше? Мајка ми. Што рече? Што се случува вака рано наутро? Како распит некој да е, што се случува? Навистина, Боже. Гледам какви наслови подготвуваат. Крвавата свадба на Сојкан. Види како се распоредиле тие луѓе само за да фотографираат. Дали Чарги знае за ова? Да, што туку го известив. На крајот јас го задржав Екрем да зборува. Ако не го задржав толку долго, Не зборувај глупости. може би ќе беше поинаку. Не зборувај така, немој да се обвинуваш. Немој. Тој куршум можеше тебе да те погоди. Немој. Како е, доктора? Операцијата е успешна, нема опасност по живот. Ај, фала му на Бога. Ќе го префрлиме во соба, ќе се освести. Многу ви благодарам, докторе, навистина. Благодарам. Брз опоравок. Благодарам. Тургото не си ги девени јагмурте, молам денеска со нив. Во ред, Чичо. Сакам да останам тука. Нека има некој покрај него.
Не зборуве така што ќе правиш во болницава. Сестро, те молам, бев со него кога беше застрелен. Ако сакаш да останеш, остани безбедно евде, ќе ти најдат и облека. Ти благодарам. Сестро, те молам, дозволи ми барем ова да го направам. Јамор. Ќе ми пишуваш секој час, добро? Добро ли? Чувај се. Чувај се. Ти добро си? Не разбрав? Те прашувам, ти добро си? Добра. Атила не е во својата канцеларија. Ако имате некоја порака, јас ќе му ја пренесам. Не, преферирам лично да му ја пренесам. Кој ја напише оваа вест? Ти ли? Мислам, јас по наредба на господин Атила. Ова овде е наредба од јавното обвинителство на Истанбул. Оваа вест е забранета за објавување. Избришете ја. Ајде, направете го тоа веднаш. Веднаш направи. Ајде, убав ден.
Да, драга моја Незакет, навистина сме многу срекни. Операцијата поминала одлично, ништо не остана, така рекоа докторите. Да. Се исчистиле, ништо не останало воопшто. Не, Незакет не зборувај така, Екрем е наш син. Доверен му е на семејството секако. Секако, го чуваме како наше дете. Добро, ајде. Јави се ако ти треба било што. Договорено? Добро? Ајде. Нека е Бог со тебе. Голем поздрав до сите. Погледни го, Еко. Джейлан, денес веднаш ги затвораш тие профили на социјалните мрежи. Зошто сега? Колку пати јас и брат ти те предупредивме? Сликите што ги објави од свадбата се насекаде. Мамо! Немој, мамо, мене, слушај ме. Не сакам повеќе срам, добро? Јасно ли е? Им кажуваш збогум на тие следбеници, веднаш ги затвораш профилите, готово. Бриши. А ако не? Проспротивно, многу добро знам што може да се случи, не ме терај, добро? Не ме принудувај да правам работи што не сакам. Мама, колку години има девојчето? Како тоа да ги затвори профилите? Престани да и се мешаш. Ке се мешам. Во ваква ситуација ке се мешам во животот на сите. Знаеш ли што е утре? Ајде, закачи се и со мене. Многу добро знам што е утре и знам дека ти нема да излезеш од дома. Сваќаш ли ни што поминуваме, а? Екрем беше застрелан, Екрем. Ова ли ти е изговорот за оваа година? Нека ви е на здравје тогаш. Никој нема да ме задржи во оваа куќа утре. Едната не понижува на социјалните мрежи, другата е исто таква, ве молам, каква е ова ненормално однесување. Ајча, душо, добра сум. Навистина сум, добро, не грижи се. Добро, Ајча, сите се добро. Дали некој ме бараше мене? Ова не е нов клиент? Не е нов клиент, така? Добро. Не упатувај кај некој друг. И онака одам во канцеларијата, сега закажи го со станокот попладне. Во ред? Добро, можеш и ти да си одиш. А Ајча, реков душо, дека сум добро. Не грижи се. И мене ми доаѓа малку да се тргнам од се. Во ред? Ајде се гледаме, чао. Значки, јас ќе го земам. Добро, разбрав, сватив, добро. пушти. Тургут, инако не одиме на фармата, одиме во мојата канцеларија, во ред? Во ред. Што правиш, Тургут? На Абато Аслан му звонам. Мора да бараме дозвола. Точно така, Значке. Звони. Ало? Чичо, како си достапен? Имам едно прашање. Што се случи, Тургут, кажи? Ја остави Девин на фармата? Токму во тоа е работата. Сака да оди во својата канцеларија, не во фирмата. Боже Господе. И денес ли сака? Навистина не знам, да прашам. Застани. Добро, и ти оди исто. И влези во канцеларија и следи ги тие што влегуваат и излегуваат. И потоа земи ја однеси ја на чифликот, во ред? Во ред, Чичо, се гледаме подосна. Што се случи? Дали твојот шеф даде дозвола? Даде, повели внатре. Господе, ајде влези.
Зошто не танцуваш? Ти си сестра на Слами, Девин? Да, нејзина сестра, но повеќе ми се допаѓа Јамур. Јамур сум, Јамур Акин. Сестро моја, зошто не ми кажа од почеток? Моја сестро? Ме збунуваш, ме полудуваш. Како можев да те бакнам, ќе се истурам на себе? Смири се, те бакнав се, Еворе. Како ќе му објаснам сега за нас? За нас? За нас? За нас. Ико се разбуди? Не. Тогаш добро ли си? Не. Ќе биде добро. Пак ќе те видиме како се насмевнуваш. Ало, мамо? Јамур, добро ли си? Се уште си во болница? Да, добро сум. Што се случи? Не сакав да те вознемирам вака на овој ден, ама твојот татко ја продава куќата. Некоја личност дојде и разгледува куќата, дали е депозит или нешто. Зарем немам никакви права во оваа куќа? Мамо, куќата е предадена на мажот, значи немаш законско право. Тој прави што сака. Твојата сестра е зафатена, сега не можам да побарам ништо од неа. Што да правиш? Направи нешто, те молам, направи нешто. Разговарај со таткот, ја биде се да го разубедиш, те молам. На татко ми. Мислиш ли дека никогаш би ме слушнал? Што да правам, Јамур? Те молам, што да правам? Навистина веќе не можам да издржам. Не сакам повеќе да те оптоварувам. Но што да правам? Каде дојдам на овие години? Јамур, те молам. Да знаев дека ќе биде вака, навистина ќе... Добро, мама. Морам да прекинам. Смири се во ред. Ќе најдам начин да се справам со ова. Добро, но ќе чекам да ми се јавиш во ред. Те молам, Јамур. Во ред, мамо. Погоре. Не ме сваќај погрешно, ама тоа што го правиш е лошо, мислам. Зошто би доаѓал да ги кажувам моите тајни овде? Со ти, јас мислам наопшто, нели? На крајот, тоа што вие го нарекувате терапија е зборување за себе, нели? Не ми се допаѓа, погрешно е. Господине Тургот, што правите? Проверка правам, тоа. Не грижите се, повелете, влезете. Ви благодарам. Таа беше вознемирена. Сакам да ве прашам. Дали овде доаѓаат нестабилни луѓе? Ве молам, се извинувам за ова. Синој ќе се случи една непријатна ситуација, затоа се овие мерки. Се извинувам многу. Знам, господјо Девин. Знам ни што поминувате и ве посакувам за крпнување. Благодарам. Да, Метин Карамут. Повелете, господине Метин, ве слушам. Што е толку итно? Јас не требаше да дојдам вака, ама немав друг избор, господјо. Морав да ги избегнам вестите и го избрав само овој начин. Извинете, не разбрав какви вести. Новинар сум од забавната редакција на У5 телевизија. Сакам едно кратко интервју со вас. Нека слушнат сите што се случи вчера. Цела Турција треба да ја запознае со пругата на Аслан Сојкан. Значи сакате интервју со мене, така?
Добро. Снашке, чекај, што правиш сега, Снашке? Тургот отвори вратата. Остави ме. Остави ме. Си веднаш. Снашке. И тоа слободно Остави ме. запиши го во интервју. Ова ќе ми донесе унапредување сега. Уште зборува. Ти вам. Дојди. Што ме удираш, бе? Остави ме, пушти ме. Доста зборуваш, ајде, оди ти реков. Ќе си одам, Оди. сам ќе си одам, остави Оди. ме. Остави ме, Ахмет. Порек ве средам, Ахмет, јас си тебе и Пушти ја Ахмет. камерата, снимај, Ахмет. Ахмет, Каков снимај, Ахмет, бе, Ахмет ливо. Оди. Остави ме, зошто ме удираш? Губи се, ајде. Остави ме. Што снимаш, бе, ти, момче, а? Остави го, Што снимаш? Остави го. Гаси А, камера, толку ајде. цела, Пушти го. Зошто Зошто удираш? удираш? Што ти направил? Ајде, пушти го. А, бре, ќе ве уништам, бе, Остави ќе го, ве не ме уништам, допири бре, мене. момче, ќе ве уништам, реков. Ахмет, бегај. Пушти Ахмет, термис. снимај, Губи се, Ахмет. губи се од овде, ти Остави реков. ме, Ајде, Губи се. остави не. Остави го, Ахмет, ти. Избркај ги овие од овде. Ахмет, Ајде, снимај, изгубете Ахмет. се од овде. Бегај. Оди. Еве си оди, готово. Испрати ги, ајде. Снимај, бе. Снашке? 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 А, Боже, Боже. Ајде сега, отвори пат, ајде сега. Ајде бре сега, ајде отвори пат. Чекај, чекај. Снашке. Снашке, добра си? Се е во ред, нели? Добра. Ке ме однесеш дома, Тургот? Во ред. Сакам да одам во мојата куќа. Ајде, Снашке, влези кај мене, ајде. Ке средиме некој да го земе автомобилот. Тургот, каде си? Колку е часот, зошто не доаѓаш? Мајка Хулија, сега одиме кон куќата на Девин. Таа сак да ја однесам.
Тургот, немој да ме доведуваш до лудило. Зошто не доаѓаш дома? Бога ми, мајка Хулија, добре што се јави, мислам, токму си велев што да правам, да се јавам ли на Аслан. Гледај, немој да ме нервираш, во ред, кажи ми директно, ајде. Сната не е баш добра, имаше ситуација со напад. Каков напад? Епа, паника, мајко Хулија, паника. Паничен напад. Добро, тогаш, однеси ја дома, да не излегува од куќата, јас ке се погрижам за се. Во ред, мајка Хулија, прекинувам. Нека го подготват автомобилот, излегувам јас. Аслан е мој брат. Мој драг брат. Мој мил брат. Но запомни, човек е како гранка. И кога е дел од дрвото, ако пукне... Ало? Екрем, братче. Те слушам, ајде. Да не си земал малку повеќе лекови, па сега ни зборуваш вака, а? Бато... Застани, полека, смири се, полека, лежи таму, ајде. Полека. Добро си се е во ред. Брате, прости ми... Се случи нешто, не забележав. Заборави го тоа сега. Што кажа малку пред тоа? Кажи ми, повтори човек? Е, како гранка. Што прави? Кажи ми. Брате, од каде да знам? Не сум при себе, ми дадоа лекови. Инаку, бато, навистина ми е жал, ме застрела. Ја расипав свадбата. Луѓе се извинуваат кога ќе бидат застрелани? Не постои тоа. Не. А? Ни требаш да знаеш. И лесно ли е некој да биде застрелан и така да замине, освен тоа колку луѓе те сакаат? Сине, многу не исплаши, знаеш. Вистина? Се колнам. Сите вие? А види овде и... Јамур е овде и таа беше многу исплашена. Бевте заедно кога се случи тоа, па таа инсистираше да остане со тебе во болница и еве овде. Фала, многу ти благодарам. Добар си, добар. Силен си, знаеш? Знаеш ништо минуваат... ништо минуваат луѓето за да издржат како тебе, а ти го поднесуваш, а? Човекот што пукаше го виде? Не, бато. Човекот носеше кацига. Кацига имаше? Кацига имаше. Не можев ништо да сторам, се случи брзо. Тоа дали е дело на ти... Не мисли ти на тоа, братче Екрем. Тие започнавме истрага сега и ќе го најдеме моторот и човекот, не грижи се. Што ќе направите кога ќе го најдете? Ако имаме среќа, се ќе заврши вечер. А ти побрзај. Побрзо да оздравиш. Се разбираме? Мамо, што има? Добро сум, сине, ти како си? Добро сум, само што излегов од собата на Еко. Сега ги отвори очите, па тоа сакав да ти кажам да те известам. О, фала му на Бога. Како е, дали е при свест? Добар е, полн со енергија. Даде ли изјава? Што ти кажа? Па дали зборувавте? Го видел ли човекот што пукаше? А ти зошто си толку љубопитна? Зошто ми поставуваш толку прашања? Не разбирам. Зашто друго би се грижела, сине? За Екрем се разбира. Навистина ли? Добро? Добро, состојбата е добра. Сакав само да те известам, во ред, ќе зборуваме после. Поздрав, ајде.
Добре дојдов. Добро те најдов, Кјуршат, ти благодарам. Што има, Кјуршат? Благодарам, повелете. Каде ќе одат овие? Малку е непријатно да прашам, ама не продавате во странство, нели? Што зборуваш ти, Кјуршат? Подобро да ме укореше. Мислиш дека сме луѓе што би наштетиле на децата во Турција, тоа ли? Тоа никако. Ако е така, не поставувај повеќе вакви прашања. Нашата стока оди исклучиво само во странство. Се оди надвор, гледај си ја ти провизијата и немој да се грижиш за ништо друго. Добро, ме разбра. Повели, внучко, што има? Зошто ме бараш сега? Чичо, еко се разбуди. Нема проблеми, фала му на Господ, сакав да те известам. Ја добив ја звеста, знам. Добро, нима нешто ново за ти? Сега за сега тој избега. Добро знаеше што го чека ако се замеша со семејството Сојкан. Трагата му ја следиме. Ќе ти се јавам ако пронајдам нешто за него. Добро. Ти благодарам. Ајде, чао, чао. Се е во ред, нели? Што да му кажам сега на овој човек? Чичо, вака сега, снашката ни е малку вознемирена, а сега сме дома. Имаше една расправија со новинар таму кај неа. Арно, ама ворете. Беснашке. Не знам. Дуре не знам како се чувствувам, Изги. Му благодарам на Бог што не остана до крајот на свадбата. Помиравме од љубовитност кога ги видовме вестите, Девин. Но важно е дека сите се живи. Барем сите се добро. Кажи ми ако ти треба тебе нешто. Кажи ми ако ти треба. Всушност, би ми било убаво да те видам сега. Каде си, дома ли си? Ние ли... Дома сме? Само што и Дефна е тука. Ајде да разговараме преку телефон, Душо. Сакаш ли да направиме видеоповик? Аха. Не, Драгане, немај. Не се јавувај. Немој да се грижиш. Бев невнимателна. Да бев на твое место и јас би се плашила да те видам. Езги се извинувам. Звони некој на врата. Во ред, миличка. Што се случи? Кажа ли нешто? Здраво. Оздрави брзо. Многу благодарам. Тургот ми кажа. Мислам дека сте имале паничен напад. Не разбирам зошто рековте оздрави побрзо. Да, што друго да кажам? Мислев дека зборувате за инцидентот од минатата ноќ, напад на свадбата. За тоа. Не зборував за тоа, навикнати сме на вакви ситуации. Тебе ти беше изненадување. Малку ме изненади, госпоѓо Хуља. Може би вие сте навикнати на вакви нешта, но јас не сум. Како што може да претпоставите.
Навистина ли? Дали мојот син ти создаде погрешен впечаток тебе? Дека градина со рози ќе има или слично? Ама розата не е без трње како што гледаш. Разбираш сега во кое семејство си дојдена? Ова е мојкта на која си омајана. Тоа носи многу предизвици со себе за жал. Дали мислите дека јас сум тука поради таа мојка госпоѓа Хулја? Затоа ли сум со Аслан? Јас дури и не го прашав неговото презиме. Да, не го праша, требаше да бидеш Деви Накин. Не можеше. Можеше ли? Не можеше. Бидејќи денес ти за сите си сојкан. Подобро е да ги носиш одговорностите од тоа. Кои се ти одговорности? Што треба да направам, госпоѓо Хулја? Многу имаш да научиш, да знаеш. Ама имаме и многу други теми за разговор. Но не сега. Не денес. Денис, земи го својот куфер и оди таму каде што припаѓаш, девојко. Во ред? Јас се нема додам никаде, госпоѓо Хулја. Јас сум си дома. Ви благодарам што дојдовте до тука, што ме мислите. Дали сакате уште еден чај? Како си, сине? Добро, мамо, што е, се случи нешто? Ништо. Бев кај Девин дома. Сега излегов. Како тоа дома кај неа? Требаше да биде на работа и после на фармата да оди. Како е дома, не разбирам. Не знаеш ти. О, Боже. Што, мамо, што? Имаше нешто како паничен напад или нешто слично. Јазеде Тургут. Кажа, не сакам да одам, ке ме однесеш дома. Јас реков, девојко, ке те однесам, јас реков. Аслан не треба да биде оптоварен со тебе или нешто такво, ама реков многу нешта и мене ме исчисти со зборови. Сепак, ти немој да се лутиш кога ќе ја видиш, во ред ли? Така може да има право на некој начин, затоа што незината свадба беше нарушена. Во ред, мамо, заврши го разговоров и јас ќе се погрижам, спушти ја, те молам. Спушти. Аслан, го запалиле моторот, ама регистрацијата не е целосно изгорена. Ми ветија дека ќе ја спасат некако. Тоа можеме да го најдеме стрелецот. Ти благодарам. А ти? Неговиот приватен авион е тука, очигледно и тој е тука. Го проверуваме секое место каде може да се сокрие. Ќе го најдеме. А што е со тебе, Аслан? Со Девин нешто? Ќе го решам тоа. Јас ќе возам, тргни се. Што има, Ибо? Доаѓаш тука како дома, ама да ти кажам, не можеш да доаѓаш во оваа куќа кога и како што сакаш ти.
Јас овде можам да дојдам кога сакам и како сакам, Хуља. Имаш телохранители, ама сите се само фигури, ниту еден не е доволно добар. И сепак оваа куќа е во опасност. Што е, се плашиш ли, Ибо? Ако се плашиш, не доаѓај. Ако доаѓаш, знај каде си. Ама синоќа овде се пукало, а јас имам... Се разбира дека ти се запрашуваше за мајка ти. Твојот изговор е подготвен секако, ќе го користиш неколку недели сега. Мајка ми е се за мене. Јас се информирам за неа, затоа што ти слабо се грижиш. Навистина се грижев за тебе. Многу се грижев само за тебе. Да испиеме по едно кафе, јас и ти заедно. Да не пиеме, Ибо. Да не пиеме. Ја виде мајка ти, сега може да си одиш, ајде. Мајка ми браша за невестата нешто. Таа не дојде на фармата, нели? Штета. Штета. Се прашувам каде се најдов. Веројатно сега мислиш ти дека... Што и да кажува не ме интересира. Требаше да знае дека влегувањето во ова семејство има своја цена. Знаеш ли ти, Хуља, за тоа дека изборот на Јусуф Сојкан имаше цена? Се разбира дека... Можеш и многу поинаку, Хуља. Ако тогаш го избереше вистинскиот, немаше да платиш толку голема цена, господјо Хуља. Право или погрешно, тоа не е твоја работа, Ибо. Јас тогаш го избрав вистинскиот човек на кој што можам да се потпрам. Ајде, се гледаме. Чичо, не ти кажав за да не се грижиш. Јас самиот одлучувам за што да се грижам, а за што да не се грижам за мојата сопруга, тоа е под 1. 2. Се обидувам да останам смирен, ама ти ја тестираш мојата трпеливост. 3. Никогаш да не си ми пратил такви луди фотографии уште еднаш. Во ред, Чичо. Знаеш ке? Девин! Може да дојдеш овде? Каде одиш, кажи ми? Девин! Утре доаѓа да ги потпишат документите со твојот татко. Мамо, смири се, ќе најдам начин. Што ќе најдеш, Јамур? Реков дека сакам да бидам подвижен закупец. Тие велат 45.000 лири. Луди се. Крај. На оваа возраст ќе бидам бездомна. Плачев со часови. Што направи за да го заслужам ова?
Некој беше застрелан синоќа. На мојата свадба, на нашата свадба. Екре можеше да умре, мојата сестра можеше да умре. Заборави на преградките во болницата. Дури нема поглед на Аслан. Може да се случат многу лоши работи. Ме праша дали сум добро како да ме каснала само пчела. Ти ги имаш твоите луѓе да ме возат цел ден, како да сум нешто. Реков, може би ќе се јави. Не се јави. Реков, тогаш сигурно ќе дојде да ме види, ама не дојде. Требаше да останеме некое време во фармата. Твојата мајка ми го кажа тоа. Аслан, твојата мајка. Јас сум љубопитна, сакам да разберам, кажи ми те молам, зошто ме направи да се чувствам толку безвредна и толку лошо? Зошто ме направи тоа? Зошто? Зашто се срамев? Не знам што да правам и не знам што да ти кажам. И не е дека не сакав да те погледнам. Не можев. И што ќе правиме? Ќе седиме ли овде на кафе како средношколци некои? Ќе го направам тоа. И не те задржувам. А ти ако си имаш пукање или такво нешто може да си Добро, одиш. ворете, може да не зборуваш така. Ајде испи го кафето, ќе се кренеме и ќе одиме дома. Знам дека не сакаш, ама ќе останеме на чифликот уште малку. Таму е најбезбедното место сега за сега. Дали е тоа небезбедното место? Некој речи си беше убиен пред тоа место. Дали навистина е небезбедното место? Можеш да си одиш дома. Јас нема да одам никаде. Мојот дом ми е најбезбеден. Добро, според тебе, ова е темата за разговор денес и токму сега? Не прави глупости, Девин, те молам. Се обидувам да те заштитам од една страна и мојата фамилија од друга страна да ја заштитам. Од трета страна се обидувам да бидам трпелив. Ме разбираш? Ама ти премногу ме притискаш, верувај. Јас ли сум таа што притиска? Да. Аслан, дали само мене ми се чини дека ни се што поминав мене е нормално? Да. Да, само мене ми се чини ненормално. Зошто? Бидејќи со тоа што знаев и прифатив. Ова е твојата нормала. Се омажив за тебе. Значи дури и немам право да доживеам некоја траума. Така ли е? Нешто те излажав. Влезе во оваа фамилија не знаејќи за се во ова. Сега јас сум виновен за сето тоа, сериозна си, навистина? Човекот што ми зборуваше за срамот. Човекот што вели, многу ми е срам да го погледнам твоето лице. Нели беше тој што синоќа пред свадбата рече, не можеш да видиш пиштол во мојата рака? Немам бизнис со такви работи, не грижи се. Пукав со пиштолот во воздухот синоќа, за да ја запрам таа смешна тепачка. Што ако биле пред вратата со тој пиштол и со гнев, дали ќе биле убиец? Ајде кажи ми,